Почитувани и драги писатели, пријатели, почитувани гости. Добре дојдовте на поетската средба во Небрегово. Оваа средба е во чест на големиот Блаже Коневски, великанот на нашата книжевност, а во рамки на програмата на одбележување 2021 година, година во чест на Блаже Коневски, во чест по повод 100-годишнината од неговото раѓање, која се одвива во текот на оваа година под покровителство на председателот и на владата на Северна Република Македонија. Ние писателите на овој начин знаеме да го чествуваме Коневски, со беседи, со стихови, со збор. Но еве видовте дека и стиховите и зборовите најубаво се преплетуваат и со мелодијата, со музиката, она на што Коневски постојано не потсетуваше, народната македонска песна која е всушност никулец на современата литература. Оваа средба, значи, е збогатена со интерпретацијата на Петар Ренџов, Ивана Стојановска и Александар Јовевски, кои ќе се преплетат со звуците низ нашите беседи и нашите стихови, а исто така ќе имаме можност по завршувањето на изложбата подетално да ја разгледаме оваа убава изложба што ја подготви НУП Свети Климент Охридски со наслов Фондот на НУП доказ за сестраноста на Коневски. Ве замолувам, ја знам дека да не беше ова време на пандемија, овде немаше да има место да се стои од наши колеги кои ќе сакаат да кажат некој збор. Ве замолувам да се додржуваме до тие правила, сепак да останеме здрави, да го сочуваме здравието, за да можеме и понатаму да твориме, да создаваме литература. Значи, однапред ќе ви ја кажам формата во која ние денес ќе беседиме. Ќе поканам колеги писатели во 3 групи од по тројца, кои ќе дојдат овде на оваа клупа, ќе седнат на растојание и онака како што ќе ве кажам сега по редослед, ќе настапат со својата беседа. Во првата група ќе ги поканам покрај себе, јас значи настапувам од позицијата сега на актуелен председател на Друштвото на писатели на Македонија, јас сум Сонја Стојменска Илзесер за оние кои не ме познаваат. Ќе ги поканам писателот Глигор Стојковски, писателот Веле Смилевски да се придружат тука со мене на сцената. Блаже Коневски е комплексна интелектуална фигура. Национален мислител, филолог-лингвист, професор и препејувач, книжевен историчар и писател. Во доменот на литературата, во преден план е поставена неговата поезија, додека зад неа само според обем, а не според некој квалификатив, се подредуваат расказите и кусите записи, како и неговите есеи со различна тематика. Се што напишал Коневски, се што оставил за следните поколенија како книжевен запис, ја носи истата енергија на сплет од емоција и рефлексија и се одликува со длабока промисленост и доживеаност, кои се представуваат на површината како едноставно срочени зборови во лесен прелет. Но таа божемна леснотија секогаш е израз на сложена едноставност, која на читателот му донесува уникатна возбуда поради далекосежните поетски пораки. Водечки творечки постулат на Коневски е оној за кој самиот поетски се искажа во стихот проста и строга македонска песна, мислејќи при тоа на равнотежата меѓу едноставно комуникативниот израз и дисциплинирано занаетски остварената книжевна форма. Она што особено восхитува во креативниот свет на Коневски е балансот меѓу љубопитствата за различни мотиви што се шират во недоглед и кокезивното ткиво на националниот културно-јазичен стожер кој ги сплотува сите негови креации во една матица. Коневски не е автор кој би можел да се поврзе со само еден одреден книжевен правец или стил. Неговата литература се издигнува над школските разграничувања и со незините духовни вибрации им се измолкнува на строгите определби. Во неговите стихови и прозни записи се проткајуваат класичната символика со интертекстот, интимизмот со архетипските слики, фолклорните образци со современиот жаргон. Сепак, ако се обидеме да извлечеме некои мотивски доминанти во неговиот опус, секако една од нив би била сестраната обмисла и прочувствуваност на поимот традиција и на теоретско и на креативно ниво.
Метафората на македонското оро, тешкото, од истоимената веројатно најпопуларна песна на Конески, како генерацијско надоврзување и заедничко крепење, им е добро позната на македонците уште од училишните клупи. Токму таа идеја за македонскиот национален и јазично-културен континуум го одбележува Конески и како национален деец, и како општественик и научник, но најмногу и пред се како писател. И во своите есеи, и во книжевно-историските студии, и во стиховите, Конески се води од неизмерната почит кон втемелувачите на националната јазична култура и кон богатата фолклорна традиција од која произлегува македонската современа литература. Творештвото на Конески обединува векови. Во исто време го осветлува минатото, непосредно ја промислува и како сеизмографија чувствува својата современост и испраќа пораки и рефлексии кон иднината. Само уметничките дела од највисок ранг ја имаат таа енергија со децении по нивното настанување да зрачат со живи визии и суштински проблемски јазли за човештвото и на глобален и на личен интимен план. За да го аргументирам ова, ќе кажам една сосема куса песна. Ќе ве потсетам на кусата песна на Блаже, македонски поети. Каква судбина! Ти се чини дека правиш најзалудна работа на светов, а сепак Расин и Вапцаров, како два силни бора, шумат. И пак се со човечка смисла се исполнила. Мислам дека во оваа песна најубаво се чувствува таа перзистентност низ времето. Едноставно ние денес се огледуваме во овие стихови. Дали се напишани пред десетици години или се напишани во овој миг, ја носат нашата болка, нашето чувство. Секој од нас го имал тој пад во амбисот да се запраша чуму сега стиховите во ова време, кога вирусот демне, кога светот се наполнил како балон пред пукнување, кога омразата владее, кога книгите се забораваат, кога вредностите се мешаат, кога македонскиот јазик се става под сомневање, кога е тешко да се учествува на арената на светската култура, што му останува на македонскиот писател? Сепак, кога ќе ги чуе стиховите, тука би додала на покрај Рацин, Вапцаров и на Конески, и кога ќе ги чуе стиховите на сите писатели што допрва следат и допрва ќе се извишат како борови, станува јасно дека имало зошто да се твори, дека не е залудно. Затоа што стихот, поезијата, литературата, културата, тие се оние чинители што го хранат, негуваат и нашиот идентитет и нашиот хуманитет. Затоа да ни е вековит Блаже Конески, да ни се вековити македонските поети, да ни е вековита поезијата. Ви благодарам. Во пристапот кон богатиот опус на големиот македонски поет Блаже Конески, најсветлата творечка вертикала од втората половина на македонскиот 20 век, меѓу многуте предизвици за толкување представува темата поривот и песната. Имено, една од првите песни на Блаже Конески носи наслов Песна за животот. Таа е објавена во циклусот од Стариот нотес со стихови настанати во периодот од 1941 до 1945 година. Од друга страна, последната негова песна Зимско утро е исполнета со интензивен пулс, како порив на релацијата меѓу животот и песната. Всушност, преку песната на птицата, поетот ја испраќа пораката, испишувајќи ги своите последни стихувани зборови. Цитирам: "И тоа како порив за живот во мене пак да буди." Песната Зимско утро е напишана неколку дена пред физичкото заминување на поетот на 29 ноември 1993 година. Ништо не е планирано и ништо не е случајно кога станува збор за поривот, особено кога во последната песна на Блаже Конески го среќаваме зборот порив, како одредница, како мотив, како тема, како порака. Да подсетиме, во една од најзначајните песни во опусот на овој автор, во една од клучните творби која нуди еден од можните влезови во неговиот поетски опус,
Во песната Зборот се тематизира поривот кој за смисла не прашува. Конески пишува: Од секогаш сум мислел за излишноста на зборот, дека тој најмалку го трога онега што му е упатен. Од каде тогаш таа потреба да се искажуваме, дури со ритам и рима, дури со алитерации? Тука видија сега безсмисленоста на земните извори, било на ќуќур, било на вода, било на грлен извик. Тој е порив и за смисла не прашува. Во овој однос може да се најдат низа други примери во опусот на Конески, како илустрација дека ваквото чувство или сензација, како што вели тој во своите есеи, е важна нишка во поетскиот каеш со знак за взаемноста на животот и песната, со многу тајни и никогаш докрај објасними врски, со длабоки проникнувања и надополнувања, кои во својата суштина можат да се наречат порив. Како, на пример, во една од раните песни на овој автор, Тешкото, во која преку играта, орото, гестовите, очекорот мирен и бавен, со здржана тага, кој преминува во кулминација, се заврте земја и чиниш се корне стресениот век, се открива колективниот порив за обстојба. Кога Блаже Конески во Везилка вели песна од копнеш и песна од мака, тој варира темата на поривот, искажан низ преплетот на поетското и екзистенцијалното. На поривот не упатува и чешмата, кој има душа во песната Чешмите, како одглас на земните извори, кога, како што пишува Конески, често дури насон се слуша по мраморот на таа чешма шумот. Во контекстов, нужно треба да се подсети дека ниту по линија на темата порив, ниту по било која друга мотивско-тематска прекупација може да се бара во опусот или во отделните книги на Конески кохерентност во строгата смисла на зборот како концепт со однапред зацртани цели. Според овој автор, секоја песна е одделно и засебно дело, создадено според тој никогаш докарај објаснив порив, за кој сега зборуваме. За поетот Блаже Конески, песната е целост, таа и по содржина, и по структура е заокружена, завршена, засебна и независна од другите текстови во една книга или во опусот воопшто. Таква е таа и за поривот како внатрешен агент на песната и како нејзина тема. Ќе прочитам песната Допевања од мојата забранета книга со мото од зборовите на Блаже Конески, кој вели: Во поезијата, како и во љубовта, е се речено, а сепак треба се допрва да се рече. Допевање. Има еден простор, што го нарекуваме дом, во кој предметите се во совршена функција на заговор против времето. Тоа е најверојатно сон за можниот поредок на песната, на чии прозорци се надвиснуваат сенките на смртта. Кога ќе светнат молњи, домот се отвора како цвет и тогаш тој е полн со гости. И преку патот еден друг дом е полн со гости. И друг еден дом преку една река, и друг дом преку еден рит, и дом еден во едно друго поле, и во друго време еден сеопшт дом. Песната е на пат за друго време. Благодарам. Јас ќе ви прочитам една песна која што е посветена на Григор Прличев, која се вика Исповед, но која почнува со последните стихови од песната Григор Прличев на Блаже Конески, а кои гласат: се дури не дојде ново племе, што ќе ме сака и прославува. Го мразев животот. И не да помисли некој дека го намразив тогаш поради моите несреќи, туку ни во детството, ни во младоста, ни во староста, еве, не го ценам животот. Како никогаш што никого да не се разбрав, времето е сојузник повеќе од вревата што мнозина против него ја креваат. Ниту повеќе, ниту помалку наклонето, рамномерно распределува утехата, тоа што мина е тегобно, тоа што доаѓа ќе мине без тревога и занес.
Занданата е сурова самица, но самица сурова и жестока се и дните и ноќите, ненависни се повторуваат неумоливо, ги движи нечија зла намера. Нема начин да се прииначат, така почнаа, така нека завршат, ќе се разбереме во друго време со други слова. Снеможуваат и умот и снагата, предолго изложени на напор, неколку пати поголем од силата во нив што тлее, секогаш мајка, секогаш сите мајки кои од темници до темници без да го видат и да го сетат денот ја цедеа сета свежина од своите тела, овде со злоба и пизма се објаснуваат и љубовта и смртта, мојата река, копнеена, полноводна, предодредена, избрана од полињата и морињата, веќе понорница под келиите во кои тлеат непочнатите разговори, безмалку со прст можам да ги допрам, наградиве снемождена од продолженава темница, ќе преправија ли нешто, ќе бев ли друг, доколку живо завршија во дворовите и во мугрите, кога сните се најасни и кога ќе го предјавија времето што доаѓа, да се подготвев, да се охрабрев, до толку да беше мачно тоа што иде и до толку тоа што иде и што еве дојде. Благодарам. Блажевината на Блаже Конески. На поетички план огромно е влијанието на знаменитиот и почитуваниот Блаже Конески врз мене лично, но и врз моето творештво. Навистина, тешко е да се разделат личноста на Конески од неговото творештво, па и јасно и прецизно се повлече линија и да се каже што влијаело повеќе врз идните писателски и читателски генерации, тој како личност или неговиот богат, содржаен и разновиден книжевен и научен опус. Личноста и поетиката на академикот Конески пленуваа и облагородуваа со својата специфичност, оригиналност и компактност од една страна и спокојство, издржаност и остроумност од друга страна. Песните на Блаже Конески се главно концизни, јадровити и лапидарни, со ретки исклучоци на епски, баладични и поемични пеења. Слично е и со неговите кратки лирски прози, а Блаже Конески беше препознатлив, прониклив и екзактен и во своите есеи. Неговото влијание врз моето творештво е повеќе значно и евидентно. Најпрви, неговата едноставност стана заштитен знак и символ и на моите песни. Понатаму, создавањето како игра, очудувањето, пресвртите и слично, секогаш се трудев и се уште настојувам да бидат изведени на уникатен и доследен Блаже Конески начин. Исто така и грижата за јазикот, како наша единствена, трајна и неменлива татковина, се постулат и константа при потрагата на архаизмите, народниот, колоквијален говор, преродбеништвото, фолклорот, обичаите, севкупното културно и уметничко наследство и традициите. Но Блаже Конески постојано инсистираше на современоста и модерноста, како хроничар на своето време, па од него можеше да се научи дека авторската творба треба да биде не секојдневна, искрена, сликовита, мисловна и доживеана. Како познаници и современици на Конески, од него научивме да заораме барем една нова бразда и да напишеме барем една проста и строга македонска песна. Конески освојуваше со својата едноставност, остроумност и далекувидост, а ние, неговите следбеници, продолжуваме да го чуваме и негуваме споменот на неговата личност и дело, но и да испишуваме зборови, реченици, страници, кои ќе произлегуваат од неговото грандиозно и неповторливо творештво, но и ќе подсетуваат на неговиот ракопис, писмо и горостасен и стамен лик. Небрегово, Прилеп, Мариово и Тарпејо се многу блиску до мојата растојца, Крушево и Демирхисар, Железник, и Линденците и Брсјаците, па може би затоа постои и обстојува роднокрајното чувство за взаемност, плотеност и блискост. Јас сакам и се восхитувам на блажевината на Блаже Конески, на неговата совршена едноставност, смиреност и воздржаност, неговата јасна и прецизна речитост и неговата харизма, ерудиција и визија. Песната Ангелот од Небрегово. 10 пеења за единствениот и неповторливиот Блаже Конески. Во дождлив, влажен и мрачен ден, јас мислувам песна за еден ангел нов, о, да беше жив, да беше дрен, со гранитен ков и челичен оков. Беше ангел и светец со небеска лика, ми лебди везден пред очи таа иста слика, со чекор бавен и стамен везден што ита, каде мислата таму и окото и воздивот скита. Нашата земја е испустена и сува, простете, но нема веќе кој да ја чува. Изборот гласен никој веќе не го слуша, се струполи урни са престолот ко круша. А ти, чии синори сега демнеш, да не згазне душман каде ли дебнеш, го слушаш ли нашиот немоќен и притивнат глас,
Сао ти знаеш, ќе има ли некогаш за веку тума спас. А што е тоа што Светов и Веков го зафати Костија? Та не заврзува ни шуплив орев и лисијето езијан? И кој ја распосла над земјава таа гнасна мрежа, па и јас на сами од себе си толку ли да си тежам? Не удира тапан, не се гласи свирка, зад портите и вратите нема кој да дзирка, не заплака дете во столетна лулка, не пркнува корен ни крвава булка. Нека дувне ветер и нека фркне ровја, да однесе молки лише од заборавени гробја, па белки и стројници овде одново ќе се гласат и невини рожби од магии, клетви и јанзи ќе се спасат. Во бовчава носа ми темјани крст, кон никого те молам не вперувај прст. Со очите гални дооден старец и непроодено дете, таа најголема добрина од тебе ја посакувам сега ете. Не, разговоров е прек, охол и срчен, мојот опул не е веќе ни стрвен ни дрчен, мојата снага е премалена, скаменета и тврда, не гледам ни овци, ни волци, ни долови, ни брда. Слушам, салнеја се ни спрекина детски лелек, тој ми дразни душа и ми прави упрек, а позајди сонце насоне, јас повтор ќе ветам. Во небрегово јас и вечерва кришум ќе слетам. Ви благодарам.
umiraš. Tegidi slatka dušo mori se žolti liri. Tegidi krotko jagne mori se žolti liri. Конески го спознав пред да се осознаам. Кога мојата баба Ружа од Кратово, една од убавите жени од мојот народ што пред време прецветале, како цутот кајси или јоргован во мај, ми лепеше црвен конец на челото, шепотејки некакви неразбирливи зборови. Стихови ли ке беа, гачки или молитви за да ме сочува од уроци, Конески беше со мене. Кога првпат успеав да изговорам Р на мајчиниот македонски јазик, награден со насмевката на мајка ми едно парче чоколадо, Конески беше тука. Кога првпат во ушите зурли ми записка од брановите на Радио Скопје, на некој далечен Илинден, Конески беше тука. Во сите детски игри, во сите чуени, испетлечени и подоцна изговорени зборови на мојот мајчин јазик, Конески беше тука. Јас, се разбира, не бев свесен за неговото присуство. Не сум ни денес, во веќе презреани животни години. Во најраните денови Конески беше дел од моето лично несвесно. Денес, за мене, верувам и за припадниците на мојата генерација, Конески е дел од колективното несвесно. Ако некој, уште за време на својот живот, стане дел од нас на начин да го чувствуваме како секогаш да бил или да е постојано тука, како дел од нашето битие, не баре сме го впиле со мајчиното млеко, тогаш одвишно е да се изговори и збор повеќе. И за неговото дело, и за неговото значење, и за неговата неповторливост. За Конески сепак треба и мора да се кажува и пишува и понатаму. Несвесното во човекот и во нацијата го содржи она скриено проклетство да биде восприемено бесплатно, како вредност што се подразбира сама по себе, како нешто што сме го добиле бадијала, што ни е пренесено од предците, нешто што несомнено ни припаѓа и за што не треба посебно да се бориме, ни да го сочуваме, ни да го надградиме. Свесен дека не постои еднаш за секогаш дадена вредност и дека постојано треба да се борите за она што ви е значајно во животот, постојано се навраќам на Конески, сакајки на оној природно неодвоив дел од себе, да му дадам рационална димензија на осознаена посебност и културолошка вредност. И по можност, крушно да додадам едно камче или да извлечам некој конец за некоја проста и строга македонска песна. Не само да се прифатам себе си, онаков каков што сум, зашто и нема многу избор, туку и да се почитувам самиот себе, како предуслов за почитување и на другите. И од другите. А тие, другите, ќе ме почитуваат онолку колку што самиот се почитувам.
И кога ме негираат и се обидуваат да ме омаловажат, Конески е со мене. Свесно или несвесно, но секако како непробоен штит пред сите атаци и посегања. Сите негови порази во младоста мене ме направија непобедлив. И затоа сум му бескрајно благодарен. Комотно распослан во својата татковина, јазик, под срешата во мојот двор во Ѓорче Петров, каде што јоргованот се уште процветува во мај, можев да тргнам во освојување на нови јазици и култури, сраснувајќи се со секоја од нив, но секогаш останувајќи цврсто вкотвен во своето пристаниште. И денес на тоа пристаниште бдее запалено кандило и светилник Конески. Нека ме чува од уроци и лажни пророци. Ќе прочитам една песна која некако најмногу ми оди со она што пред малку го кажав. Песната се вика Твоето име. Го сонив Твоето име на грчки, свет јазик. Го пеев Твоето име на латински, свет јазик. Го пишував Твоето име на арапски, свет јазик. Го криев Твоето име на хебрејски, свет јазик. Го славам Твоето име на македонски, јазикот на мајка ми. И благодарам. Да се говори за Блаже Конески по повод 100-годишнината од неговото раѓање и да се каже нешто што досега не е кажано за неговото дело и за неговото значење, уште повеќе да се говори за интимната поетичка поврзаност на она што ние денес го создаваме и како неговата поезија влијаела или се уште влијае врз нас, а при тоа да се внимава да не се западне во извесен патос, каков што верувам и самиот не би сакал да слушне, е предизвик. Затоа во оваа прилика би сакала само да се надоврзам на чувството на одговорност што неговиот збор го наметнува. Имено, неодамна ги читав неговите разговори со Цане Андреевски. Тие се одвивале периодот меѓу 1985 и 1990 година, од кои меѓу другите интересни ставови и размислувања на Конески, ми остави впечаток грижата за јазикот во време кога глобализацијата сметам дека се уште не беше ни дефинирана како поим. Но масовните медиуми веќе цврсто си го трасираа патот до ова што е денес, а што ќе биде утре не знаеме. Имено Андреевски го прашува што мисли за тоа дека светот е зафатен со една општа криза на јазикот, односно застрашувачко и сеопшто снижување на писменоста, што се должи на тоа дека луѓето се помалку читаат. На тоа Конески одговара, цитирам: очевидно дека некаде диктатот на така нареченото потрошувачко општество ја осиромашува човековата личност, го испразнува човека. И како душевно празен, еден таков човек не може да биде богат во содржините што ги искажува. Во други региони можеби проблемот е преголемиот и преостриот политички притисок, што ги тера луѓето да се самоконтролираат во искажувањето до таа мера, што навистина од сето тоа страда и нивниот јазичен израз. Тука тоа се многу сложени патишта за да се излезе и од едната и од другата ситуација. Само две ситуации посочивме како типични. Треба многу напори. Честопати тие напори јасно не зависат само од единката. Тоа сето зависи од развитокот на општеството во целост. Понатаму на следното прашање на Андреевски, во кое изразува грижа дека некои стари начини на говорење и раскажување се во изумирање, и прашува дали ќе дојде моментот на едно трајно осиромашување, односно на едно унифицирање во изразот. Конески вели: тоа што се губат некои стилови на раскажувањето, тоа не е битно. Битно е дали се јавуваат и нови стилови. И дали има една јазикотворна активност. Инаку би било многу лошо да се остане на оние традиционални веќе изживеани говорни стилови. Тоа би оковало мислата. Па и да кажам, би се јавило како пречка во ослободувањето на личноста и во нејзиното самопотврдување. Бидејќи се што е типизирано и се што добило еден облик, веќе скаменет, поставува граници на личното доживување и на реализирањето на сушноста на еден индивид. Дали светот ќе се развие така, што ќе оди кон се поголемо душевно испразнување, осиромашување или не? Тоа е прашање на кое не може еден лингвист да одговори.
Секогаш се вели и во лингвистиката. Јазикот ја дели судбината на своите носители. Па, еве не. 30 на години по овој разговор. Темата се уште актуелна. И еве да си го поставиме тоа прашање. Го негуваме ли доволно јазикот? Го збогатуваме ли со јазикотворна активност во време кога тема е отстранување зборови од речникот? Во какво општество живееме и какво општество создаваме ние? Не е ли ова некој гротескен хибрид меѓу потрошувачкото што го осиромашува и душевно го празни човека и општество што под политички притисок ја креира судбината на македонскиот јазик? И каде е нашата одговорност овде, како негови носители? Ја чувствуваме ли? Благодарам. Песна над песните. Се допре како грозд хаанански, обилен, сета од врв чело до петици, за усни сегде зрело зрно да сетат, за прсти да скорнат, јато морници. Ја прочитав песна над песните од Блаже Конески. Сакав да ги понесам на ова место како на аджилак книгите кои честопати ги имам в раце. И верувам и вие, во различни изданија можеби, книгите на Блаже Конески. Би сакал да се надоврзам на она што беше прекрасно кажано од колешките и колегите поети во ова чествување, дека практично Конески е со нас и кога патуваме од Скопје кон Небрегово и ги гледаме местата, топосите од неговата поезија, минувајќи, фрлајќи поглед кон Маркокуле, минувајќи покрај Песио брдце, фрлајќи поглед кон средновековните фрески во Охрид, со кои што тој влегуваше во диалог низ поетската реч, влегувајќи во Марковиот манастир, но исто така живејќи го диалогот вечен меѓу поезијата што се создава сега и овде и поезијата создадена во неговиот богат опус, во која што секогаш имаше отвореност кон дострелите на уметноста, музиката, беше споменато тешкото, дострелите на средновековните зографи, дострелите на големите писатели на Ренесансата, како што е Сервантес или Данте, и на обајцата им има посветено песни, дострелите на боровите на македонската литература, на неговите учители, кои се присутни во неговите песни, и Жинзифов, и Вапцаров, и Прличев, Рацин и многу други. Токму затоа денеска сакав да почнам токму со оваа куса песна. Беше предмалку кажано дека Конески пишува на вистина песни од кои што ни запирка не може да се, ни интерпункцијски знак да се извади без да се уништат, во кој се е избрусено. Сакав денеска да упатам и на диалогот на Конески со една од книгите над книгите, на која што упатува и оваа песна што ви ја прочитав, на Библијата. Имено во поезијата на Конески Библијата е многу суптилно присутна. Може би за оваа тема и Пајо би можел да ни говори, бидејќи Пајо беше долго време во светата земја. Присутна е и преку теми, и преку ликови, и од Стариот и од Новиот Завет. Присутна е пред се преку судбините на, можеби најпознатата, најголемиот лирски, најголемата лирска персона или лирско јаз во неговата поезија, преку судбината на крале Марко, но и присутна и преку лирските субјекти кои можеме дури да ги поврземе и со самиот Конески.
Токму затоа денеска би сакал во негова чест да прочитам една песна која е поврзана со песната со која што почнав. Се вика Крај зидот на плачот. На неколку метри од зидот на плачот ја сретнав жената од песната над песните. По нејзините коси на вистина шетаа стаза кози, а градите опојни како сочно грозје и беа покриени со униформа која мирисаше на пот, амбра, саронски нарцис, миск и шафран. На нејзината плот цврста како Давидовата кула висеше најнов модел автоматска пушка. Со очите галабови шеташе под дното на мојата торба, барајки бомба. Најде само круша, шишенце со вода и неколку книги. Ме погледна со сомнеш и насмев, не баре слушна дека во мене веќе пукна по некоја љубовна атомска бомба. Нека ни е вечен споменот на нашиот великан Блаже Конески.
на Blaža Koneske. Sine tih, na misla sina. I vo idniот život, ke te nosam tebe vo pogledot, снежен, љуботенски вису. Неслучајно мојата последна книга, ќе се завијам во песни, која е посветена на мојот татко, започнува токму со овие стихови од песната Шарпланина на Blaža Koneske. Само оној кој се искачил и ја видел глетката од врвот љуботен, може да знае за каков восхит и за каква убавина станува збор. Тука, љуботенскиот врв и планината ја доживувам како метафора за величина, како идеал кој треба да се достигне, како копнеш и стремеш кон совршенство, но и како утеха, прибежиште и засолниште, како потпора и стожер во најтешките мигови во животот. Во мојот приватен живот таа планина и тој врв е мојот татко, а во мојот поетски живот тој врв е мојот поетски татко Blaža Koneske. Во песната Планина самиот ке напиша: Планино рамна рудино, ништо не лекува, само не слекува до основната болка. Како планината, така и поезијата не слекува до основната болка. И тука, во таа болка се препознаваме и пронаоѓаме. Осаменоста и меланхоличната тага, загубата и тоа тивкон од длабоко риење во душата, недостигот и повторното оживување во сеќавањата и спомените. И го чувам грижно тој спомен, дека нема враќање узводно, ке напише во песната Разговор со детенце, додека пак во песната Игра со дете, која посветува на својата ќерка, ја трансформира детската игра и песна Чук-чук Стојанче во стиховите. Чук-чук, кој чука? Тагата, влези внатре, соблекувајќи се при тоа до основната болка. Така и јас ја поканив тагата внатре кога ми чукна напорти. Но не е само болката она што ме поврзува со Blaža. Туку пред се љубовта кон поезијата, кон македонскиот јазик, кон Македонија, кон планините, природата, животните. Неговата поезија ме разоружува, но и ме вооружува. Ме поучува и родителски ме советува како да се биде искрен и одмерен со себе си и со поезијата, како да се мери зборот, како да се пишува проста и строга македонска песна. Понекогаш го доживувам не само како поет, ами и како пророк, кој однапред знаел што ќе се случи на Македонија и во своите песни оставил пораки и поуки, за да ни помогне да се носиме со сите удари што секојдневно ги трпи македонскиот народ и јазик. Такви пораки може да препознаеме во многу песни, но јас ќе ја издвојам претходница. Не барам збор за ова што ни се случува. Речи го предавство, лудост, гордост, нискост. Секој ќе плати за својот бес. Пустошот што те чека, јас го доживеав. Не бој се, не е страшно. На крајот сеќаваш дури жал и блискост. Семето е посејано и сега треба некој да го жнее, да го продолжи родот и појот. Кога имаш корен, ќе дојде ден кога ќе расцути цветот. Кога имаш глас, ќе те слушне светот. Поезијата има таа мог да создаде мост помеѓу две души. Секој од нас кој ќе оствари конекција со неговата поезија, со неговиот лик и дело, има обврска таа љубов да ја пренесе на идните генерации. И самиот Конески тоа го посакал во песната Обврска. Сватија со сериозност оваа обврска. Уште посилна дека заемно и без да знаеш, досега ние сме се задолжили да го чуваме споменот еден за друг. Ке минат сите површни оддалечувања, ке дојде час на враќање кон загубеното. Да се сагрее душата барем малце на него, како што и земнатиот ги грее рацете на жива жар под расплатената пепел. Да останеме достојни на аманетот што ни го остави Blaža. Ваша должност нека остане да не се наруши споменот каков сум бил. Ништо друго.
и да се стремиме кон идеалот на проста и строга македонска песна како кон највисок врв. Еве, на врвот се искачив сам, тука не ме следи око ничие. И што? Јас во себе пак го шепотам жалосниот сон на своето величие. Благодарам. Години пред да се преселам Охрид, сонував еден сон. Седам на една од каменитите плажи во Охрид, на кај потегот Горица. Езерото е пред мене, од моите дланки растат разеленети гранки. Веќе живеам во Охрид, во некој од збирките на Блаже Конески ја наоѓам неговата љубов. Ме потресе со нејзините. Тие ми шибна суво копје в срце. Многу раце стиска поздраво да го зацврстат. После рекоа, чекај да разелене. Некаков контраст на мојот сон, но и до ден денес кога ја читам, имам некоја наивна читателска верба дека и сувото копје може да разелене, особено ако љубов го поттикнува. Завршив на факултетот кој го носи неговото име. Почита кон неговото дело се разбираше некако сама по себе и било дрско да е поинаку. На веб страната на факултетот можеме да прочитаме еден од основоположниците на македонистиката и македонската филологија, учесник во кодификацијата на современиот македонски литературен јазик, истакнат професор, лингвист, литературен историчар, поет, прозаист, есеист, публицист, преведувач. Учествувал во втемелување на низа стожерни, образовни и културно-уметнички институции, меѓу кои Универзитетот Свети Кирил и Методи, Македонската академија на науките и уметностите, Друштвото на писатели на Македонија, Македонскиот пен центар, Струшките вечери на поезијата. Конески е научник и писател со бележита меѓународна репутација, член на неколку академии на науките и уметностите, почесен професор на низа еминентни универзитети, лауреат на значаен број македонски меѓународни награди и признања, меѓу кои Брајче Миладиновци, Хердерова награда, Njegошова награда, Златниот венец на СВП, Ацо Шопов, Скендер Куленовиќ, награда Авној, 11 октомври, 13 ноември, Рациново признание. Во обемната научна и есеистичка библиографија на Блаже Конески се вбројуваат низа неодминливи книги, студии и публикации. Некои ги паметам уште како студент, меѓу кои македонскиот правописен речник, граматика на македонскиот литературен јазик, речник на македонскиот јазик, јазикот на македонската народна поезија, тиквешки зборник, македонски места и теми, Небесна река. Блаже Конески е еден од доајените на македонската современа поезија. Неговите добро познати би сакала да ги спомнам: Мостот, Земјата и љубовта, Везилка, Стерна, Записи, стари и нови песни. Секоја од нив оставила некаков печат во поетскиот израз на огромен број поети кои творат на македонски јазик. На еден од часовите по теорија на литература, некаде 2 или 3 година, се зборуваше за песната Болен дојчин. Последните стихови велат: Непозната жено, единствена на светот, сестро и мајко моја, ти што си страдала многу, ти што си сетила мака до вбигорување, дојди, сестро златна, збери ги моите му влосани коски, не грози се, состави ме, пови ме со 300 лакти платно, речи ми тиха реч, исправи ме, научи ме пак да одам мајко, дај ми в рака меч, да убијам црна рапина, да умрам. Семиотичко гениална досетка дека зборот ја има моќта да состави, да го состави хаосот во космос, да ја состави песната, да го состави Болен дојчин, светот, животот, па и смртта. Таков е Конески, суптилен и моќен, од едноставно допира комплексно. Маки на поетскиот збор, оној најлирскиот, најинтимниот, оној кој раслојува, кој ја соголува душата, за да допре онаму каде е најтемно, каде е помалку страшно да се оди, но тоа одење таму и те како вреди. Го пишувам ова на својот македонски мајчин јазик, пишувам за човекот без кој тој јазик ќе беше невозможен и размислувам колку е само директен и непосреден односот со мајчиниот јазик, како со воздухот што го дишеме или водата што ја пиеме. И тој јазик оставил печат во душата и се потоа е одек на тој печат надвор од нас.
Во едно од своите интервјуа Конески вели: паметам еден момент, веројатно имав околу 15 години, предпоставам дека може би бил и тука, доживеав една возбуда од зајди сонцето и напишав за тоа песна и може би таа возбуда, доста карактеристична, проследена со едно пријатно чувство, беше и знак за тоа дека се буди во мене наклоноста за пишување поезија. Така почнало, но се уште не завршило. Трае. Ви благодарам. Има некои личности од минатото или од сегашниот миг за кои чувствуваш дека не може туку така да зборуваш со нив или за нив. Парафразирајќи го учителот, знам дека текстови од ваков вид не се јавуваат по желбата на авторот, ами имаат своји моменти на раѓање. Песни за земјата и љубовта е збирка значајна не само затоа што тоа е прва поетска публикација на Блаже Конески, туку и поради тоа што стихозбирката ја отвара тешкото, легендарните стихови кои одамна длабоко се вткаени во современиот македонски културен контекст. Генерално, збирката говори за љубовта кон татковата земја, фраза позајмена од пролетна песна, исто така објавена во оваа збирка. Задачата на поезијата и на уметноста воопшто е на реалноста да реагира од посебен агол и да ја објаснува. Имено, зборувајќи на друга тема, Конески рече дека во самиот колектив не само што се подготвува онаа нова плима што ќе бара неотстапно соодветна експресија, ами се подготвува како поделчиња и оној јазичен материјал што ќе ја даде неповторлива сила на таа експресија. Сакам да кажам, вели Конески, песни од известни жанрови не се јавуваат по желбата на поетот, ами имаат своји моменти на раѓање што се определуваат од ред фактори во пошироката општествено-економска смисла. Таков е случајот и со така наречената патриотска поезија, како впрочем и со други видови изразито општествено ангажирана поезија. Конески во цитираниот текст се повикува на ставот на Осип Мандельштам дека песната не се пишува, туку таа се открива. Следејќи ги потребите на колективот, на Конески во 1948 му е јасно дека моментот на раѓањето на песната Песните, момент кој како своја финална фаза го има објавувањето на стиховите, натежнува кон така наречената патриотска поезија, дека редица фактори во пошироките општествено-историска смисла бараат и го наметнуваат откривањето на стиховите кои ќе зборуваат за татковата земја, за тешкото, за колоната пред која оди сонцето, за Охрид или за Дојле. На тој начин, откривањето на песната не е само креативен, поетски или авторски чин, туку станува составен дел на креативната моќ на колективот. Креативноста на поединецот, ставена во функција на потребите на колективот, придонесува во создавањето културен контекст кој во моментот му е потребен на тој колектив. Очигледно, Конески смета дека 3 години по крајот на војната на колективот се уште му треба патриотската поезија, со една мала разлика. Не поезија која ќе биде продуцирана врз база на идеолошките пароли и фрази, која ќе биде политички памфлет, туку податок издигнат до поетско рамниште. Тоа не значи дека во таа поезија нема место за лирика. Напротив. Во едно интервју пред повеќе од 40 години, професорот тоа го објасни. Јас се слагам со оние луѓе кои сметаат дека уметноста има задача на посебен начин да ја моделира реалноста. Кога тоа го велам, мислам дека таа треба да најде начин за нејзиното објаснување и толкување, како што од друга страна науката има своји методи за запознавање на реалноста. Според Конески, таа друга сила на поезијата е актуализацијата, преку која исказот се освежува, се избегнува рутината во комуникацијата. Академикот го проширува терминот на прашката школа, поврзувајќи го со поезијата која носи освежување не само на речевото рамниште. Ако поезијата отстапува пред науката во својата познавателна моќ, таа има своја област во која науката не може да стапи суверено, бидејќи во неа владее силата на актуализацијата. Се дури е човек жив на земјава, тој ќе има потреба да се напојува од таа сила, зашто таа му носи возбуда, изненада, задоволство и му го разубавува животот. Може би е тоа поскромна манифестација на духот отколку научното познание, но таа манифестација е исто толку трајна и неизбежна.
Очигледно е дека Конески ги признава онтолошките и когнитивните предности на науката, прецизните методологии кои на научникот му помагаат да го спознае светот и да го конструира сопствениот светоглед. Меѓутоа, не помалку важна за него е моќта на поезијата да влијае на чувствата, да ни го потенцира, актуализира убавото. Впрочем, тоа се гледа и од примерите што ги дава. Навидум рутинска работа, како што е метнувањето на чаршафот пред новиот гостин во кафеаната, со помош на актуализацијата, односно поезијата, се трансформира во естетски ритуал кој емотивно влијае на реципиентот. Блаже Конески дистинкцијата наука-поезија ја решава едноставно. Тој е и научник и поет. Поточно, тој е голем поет и голем научник. Човек кој во науката и во поезијата, пишувајќи толку често за минатото и за она што било во историјата и во неговиот собствен живот, всушност и се обраќаше на еднината, кон сето она што може да значи нова етапа и нов хоризонт на човековиот напредок, како што ќе забележи Милан Ѓурчинов. Гледано од овој агол, некако пригодна фраза, звучи терминот гений, кој многу често се наоѓа во текстовите посветени на Блаже Конески. Благодарам. Почитувани, дозволете ми само уште неколку минути од вашето внимание да го повикам тука на оваа наша импровизирана бина, директорот на музеот во Прилеп, господинот Благој Атанасовски, затоа што имаме на многу благородна задача. Имено во нашето друштво се обрати ликовниот уметник Коле Манев и изрази една желба, бидејќи тој има насликано 3 портрети на Блаже Конески, и еден портрет се наоѓа во Македонската академија на науките и уметностите, вториот портрет се наоѓа во Друштвото на писатели на Македонија, изражи желба третиот портрет, овој што го гледате тука, да стои во оваа спомен куќа, спомен дом на нашиот Блаже Конески. Свечено му го предавам на директорот Благој Атанасовски овој портрет. Се надевам дека ќе има достојно, убаво место. Од името на нашата институција Завод и музеј Прилеп, сакам да ве поздравам сите вас присутни тука, да ви честитам за оваа манифестација, да се заблагодарам за убавото дело од нашиот познат стикар, ќе биде поместена во поставката стална тука во спомен домот и ќе биде украс во внатрешноста на спомен домот. А вас ви посакувам и понатаму да плодно творештво во кое ќе биде тема нашиот великан Блаже Конески. Благодарам. Пријатели, писатели, ви благодарам што и во вакви тешки услови смогнавме, најдовме сила на најдостоинствен начин да го чествуваме Конески. Јас верувам дека сите ќе си заминеме од тука со чувство дека што поскоро ако имаме можност повторно би се вратиле. Сакаме да заживее овој дом, се почесто да имаме тука средби и навистина се случи тука некоја магија. Ви благодарам на сите вас, а посебно им благодарам на Петар, Ивана и Александар, што навистина се случи магија во ова волшебно место, во ова Небрегово. Се напоивме со стихови, се напоивме со музика, но сонцево не вжешти, а има и некоја пандемиска вода, па сега ве покануваме на пандемиска вода и пандемиско кафе да се напиеме, малку еден муабет за предразделба и да одиме да твориме за следниот пат кога ќе се собереме повторно да си ги кажуваме стиховите меѓу себе. Ви благодарам уште еднаш.